во рамки на проектот на УСАИД со читање до лидерство, кој што го спроведува нашата фондација Чекор по Чекор и чија што главна цел е процена и подобрување на јазичните и математичките вештини на учениците од првиот циклус во основното образование, односно поточно од прво до трето оделение. Тука работиме како со наставниците, така со стручниот кадар, директорите во училиштата, но работиме директно со дечињата, бидејќи сметаме дека е многу важно што од најмала возраст кај нив да се поттикне љубовта кон книгата, кон читањето, па за таа цел правиме доста интересни и креативни активности, а токму една од тие активности е библиотеката на Тркала, која што представува вистински новитет во нашата држава. Всушност станува збор за возило кое што е пренаменето во подвижна библиотека, опремена со голем број на сликовници, интересна детска литература, математички активности, активности за цртање и уметност. Имаме и ТВ приемник каде што прикажуваме и сликовници во аудиодигитална форма и оваа библиотека на Тркала всушност патува низ целата држава во сите региони и ги посетува училиштата и локалните заедници со цел да стигне до оние дечиња, особено наша примерна таргет група, целна група се дечињата и локалните заедници кои што немаат јавна библиотека во самата средина каде што живеат и учат, или пак немаат библиотека во самото училиште, така што доколку тие не можат да додат во библиотека, библиотеката доаѓа кај нив. Каде се поминавте со библиотеката на Тркала? Библиотеката на Тркала откако почна со своето патешествие во почетокот на 2014 година до сега била на повеќе од 100 различни дестинации. Тоа се најголем број од нив се основни училишта, централни и подрачни училишни згради, буквално од сите региони во државата. Но не само тоа, нас не има и на многу други јавни локации, како што се градски паркови, трговски центри. Сега моментално во текот на месец декември ние сме стационирани пред повеќе градски библиотеки. Така на 15 декември бевме во Крива Паланка, наредната недела на 22 во вторник на Пладне ќе бидеме пред Домот на култура и градската библиотека во Гостивар, а на 23 во среда ќе бидеме во Велес, исто така пред Домот на културата. И може да повоците некој што сака да дојде, така? Се разбира, значи ова се секогаш настани од отворен тип. Пред се, како што кажавме, ова се најинтересни активности насочени за учениците од почетните оделенија, но тука не ги исклучуваме и оние од повисоките оделенија, оние од предшколска возраст. Се разбира, секогаш треба да бидат во придружба на нивните наставници, родители и останати членови од семејството и заедницата. Имате одредени компоненти или да не речам цели или придобивки на самиот проект. Може ли да наброиме дел од нив и како стојат дечињата од вашето искуство до сега, велите 2014 никаде е почнат проектот, низ 100 места сте поминале веќе, како стојат со математика и македонски, она што вам ви беше интересно и требаше да видите до каде со основните познавања? Така, проектот официјално започна во септември 2013 година, а ќе трае до крајот на 2017 година и најпрво започнавме да работиме со 60 училишта, основни училишта во државата, но од овој септември на барање на Министерството за образование и наука проектот се проширува на сите над 330 основни училишта кои што ги има моментално во нашата држава, така што работиме со доста голема група. Значи работиме, освен тоа што работиме директно со дечињата и правиме вакви интересни и креативни активности, како што споменавме, работиме и со наставниците и со останатиот воспитно образован кадар во училиштата. Така, значи, оние компоненти или нашите активности во проектот ги делиме на повеќе видови активности во рамки на различни компоненти, така што имаме на многу важна компонента, тоа е компонентата за процена на јазична и математичка писменост. Значи, најпрво треба да ја процениме состојбата со познавањата на учениците од почетните оделенија, односно ние тука работиме со учениците од второ и од трето оделение, така што во рамки на проектот на УСАИД со читање до лидерство за прв пат во Македонија се спроведуваат алатки кои што се спроведуваат и во повеќе земји низ светот. Тие се развиени од страна на УСАИД, ние ги адаптиравме на нашиот локален контекст, на нашата наставна програма на македонски и албански јазик, се со цел да видиме, значи, што е она што нашите ученици во почетните оделенија го учат и им оди добро во рамки на
научениот јазик и математиката, а што на каде што треба повеќе да работиме со нив. Врз основа на оние податоци кои што ги добиваме од овие испитувања, понатаму правиме разни видови на активности со наставниците. Тука станува збор работиме на професионалниот развој, така што правиме различни видови на работилници, да подобриме средината во која што учат дечињата, бидејќи е многу важно таа да биде стимулативна, да го поттикнува нивниот психофизички развој, нивната креативност и да се чувствуваат удобно и како дома со цел да можат да ги совладуваат материите од наставната програма. Понатаму работиме исто така на нивните вештини и техники за подучување на математика и мајчин јазик, меѓутоа она што е многу важно и што ни е многу важно во овој проект е тоа што гледаме во што поголем број од активностите да ги вклучиме родителите, бидејќи токму на ова, особено на оваа возраст на учениците, тие играат огромна улога во воспитувањето и во подучувањето на децата, бидејќи не е доволно да се работи со децата само во училницата, тоа мора да продолжи и во домот и она алка и соработка помеѓу наставникот и родителот мора да биде многу силна, за да тие всушност работат во ист правец, да ги користат истите техники за подучување и за работа со учениците, за да имаме што подобри резултати кај нашите деца. Семејството на Стефан се селеше во новата куќа. Стефан гледаше како татко му ја изнесува својата омилена фотеја. Мама го завитка албумот со семејни фотографии во едно кебе. Сестра му на Стефан во рацете го стискаше мачето. Таа никогаш нема да го остави сам. Значи, татко му на Стефан што си взел од фотеја. Мајката на Стефан што си? За кебе. И? Сестра му на Стефан? Мачето. А Стефан? Трешата. И што мислите, зел Стефан неговата треша? Да. Нашиот проект работи во 5 компоненти. Тоа е процена, која што ја спомнавме, процената на почетната јазична и математичка писменост, потоа е професионалниот развој, третата компонента која што е многу тесно врзана со професионалниот развој се нашите заедници за учење и тие всушност представуваат еден модел на професионален развој каде што им даваме насоки на наставниците како тие да учат во рамки на својот колектив. Тие веќе имаат формирани своји колективи, но и да им даваме некои алатки и насоки како тоа полесно и континуирано да учат од своите колеги и колку всушност тоа е една навистина полезна алатка која што можат да ја користат секојдневно, едни со други да си помагаат и да се споделуваат искуства и знаења. Потоа имаме и компонента за развој на дигитални активности за учење. Знаеме дека во денешно време голем дел од времето нашите деца го поминуваат на компјутер, таблет, компјутер, мобилни телефони и слично, така што ние се обидуваме да всушност да направиме барем тоа време да биде поквалитетно поминато. Како поинаку, ако не со тоа што ќе ги адаптираме, значи материјалите за учење во форма на сликовници, дигитални активности, тие ги адаптираме во аудио-дигитална форма и сите тие ги ставаме да бидат бесплатно достапни на нашата интернет страница на фондацијата Чекор по Чекор. Имаме дигитална библиотека каде што секојдневно значи прикачуваме нови и нови ресурси, така што ова е и отворена покана за сите родители, наставници, останати членови од семејството на најмладите да ја посетат нашата интернет страница и сигурно ќе најдат нешто интересно. Сте биле, верувам, во многу места, поминувајќи ја со оваа библиотека на Тркала. Можете ли да издвоите некој миг кога некој дете било особено среќено со тоа што, не знам, јавна библиотека нема во неговото место, па нели тоа е миг кога кој не се заборава, веројатно? Реакциите на дечињата се, можам да кажам, подеднакво позитивни на секаде. Имаме реакции од типот на па тука се чувствувам како во мојата детска соба или би сакале да доаѓате почесто кога ќе дојдете нареден пат. Така што тоа се едни од најчестите реакции и тоа се искрени реакции на децата, тоа можеме да го кажеме со сигурност. Не чекаат уште доста локации што треба да бидат посетени. Интересот е голем, особено од страна на училиштата. И од веднаш по празниците, уште во месец јануари, продолжуваме со посетите низ целата држава. Колекцијата сликовници, нашата прва библиотека, е отпечатана и дистрибуирана во сите основни училишта.
Секоја училница од прво до трето оделение и секоја училишна библиотека има по еден ваков комплет. Секоја збирка пак содржи 20 наслови и сликовници, прирачник и постер. Прирачникот треба да им помогне на учениците и наставниците во процесот на читање. Освен во училиштата, нашата прва библиотека можете да ја најдете и во сите јавни библиотеки. Што прави добра сликовница? Едуцира, подучува и забавува.